Добро вечер, дневник на ТВ+. Најпрвен дел од содржините. 4 нови случаи на коронавирус во Куманово. Советот ќе одлучува дали ќе се плаќаат градинките. Бране Петрушевски од ВМРО гостин во Став. Изминатото деноноќие потврдени се 23 нови случаи на COVID-19 на ниво на државата. Во Куманово се регистрирани 4 нови случаи. 4 нови случаи на коронавирус во изминатото деноноќие се регистрирани на подрачјето на општина Куманово. Во последните 24 часа регистрирани се 23 нови случаи на заболени од COVID-19 на ниво на државата. Резултатот е добиен по изработените 702 тестови, информираше Министерството за здравство. Ново откриените по градови се Скопје 12, Куманово 4, Тетово 4, Прилеп 2 и Неготино 1. До сега во земјата се направени вкупно 24.018 тестирања на COVID-19. Од вкупниот број направени тестови во изминатото деноноќие, 365 теста се во рамките на скринингот. Направени се 136 тестирања преку Центарот за јавно здравје Велест, 94 преку Центарот за јавно здравје Кочани, 97 преку Центарот за јавно здравје Скопје, сите во градинки и 38 тестирања навработени во гернатолошките установи во Скопје. Не се регистрирани позитивни случаи на COVID-19. Во градската општа болница 8 септември утрово почина 47 годишен пациент од Тетово со хронични заболувања, примен вчера со симптоми на COVID, а потврден позитивен денеска. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 9 оздравени пациенти: Скопје 3, Прилеп 1, Струга 1 и Кочани 1, додека Велес 3. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1921, бројката на оздравени пациенти е 1387, на починати 112, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 422. Наредниот четврток, 28 мај, во Трансфузиологија Куманово ќе се одржи вонредна крводарителска акција која се организира во соработка со Општинскиот Црвен крст. Ве повикуваме заеднички во овие тешки моменти соочени со мали резерви на крв, низ невисокиот чин на хуманоста да ги зајакнеме резервите на крвни единици. Ги охрабруваме сите здрави и подобни лица кои ги исполнуваат условите за крводарување да даруваат крв со цел да се одржи адекватното снабдување со крв за пациентите кои имаат потреба од трансфузија. Нема ризик за добивање на COVID-19 преку процесот на крводарување, бидејќи респираторните вируси не се пренесуваат преку дарување или со трансфузија на крв. Стои во објавата на Facebook. Акцијата ќе се реализира од 9 до 14 часот. Кога ќе биде најбезбедно и најлогично според ВМРО ДПМН да се одржат предвремените парламентарни избори, какви се очекувањата, зошто ВМРО ДПМН е различна од СДСМ, но и како ВМРО ДПМН помогна со справување со корона кризата во државата, ке слушнете вечерва во емисијата Став, во која гостува председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово, Бране Петрушевски. Го повикувам градоначалникот на општина Куманово, господинот Максим Димитриевски, по одржување на парламентарните избори во Република Македонија. Без разлика која и политичка партија да победи и да ја формира владата. Да ги собере сите релевантни чинители од Куманово, сите пратеници во македонскиот парламент од Куманово, без разлика на политичка партија, позиција, опозиција, националност. Да ги собере сите министри кои што евентуално ќе бидат од Куманово и државни функционери. Да седнеме заедно на иста маса, без разлика, ќе повторам, кој е власт, кој е опозиција. Да дефинираме стратешки приоритети и проекти за општина Куманово, заеднички, и да се обврземе сите таму заедно, дека во тек на мандатот ќе се бориме заеднички, ќе се трудиме да тие стратешки приоритети за Куманово бидат реализирани. Еве мој предлог, го ставам на размислување и го повикувам градоначалникот да го прифати и истиот по одржување на изборите и формирање на владата да биде реализиран.
Приватна фирма во соработка со општина Куманово на 26 мај ќе реализира првата теристичка дезинсекција на подрачјето на општина Куманово за уништување на возрастните форми на комарци. Дезинсекцијата ќе се изведува во раните утрински часови со почеток од 24 до 4 часот на 26 месецов, само под поволни временски услови. Ако случајно времето е врнежливо или е со јак ветер, дезинсекцијата се одложува за утредента или евентуално за некој нареден ден со поволни временски услови. Советот на општина Куманово ќе одлучува дали ќе се ослободат родителите од плаќањето на надоместокот за градинка. Иницијативата да се покрене оваа прашање е на владеачкото мнозинство предводено од СДСМ. Кумановци не ги користат услугите на детската градинка Ангел Шајче од 11 март. Согласно одлуката на владата, овие објекти заедно со училиштата и факултетите да се затворат со цел да се спречи ширењето на коронавирусот. Кумановскиот совет на редовната седница, која е закажана за вторник, ќе одлучува дали родителите ќе се ослободат од плаќање на градинките за април и мај. Иницијативата, како што објасни денеска председателката на советот Атина Мургашанска, ја покрена советничката група на СДСМ. Градинката Ангел Шајче, исто како и останатите згрижувачки установи во државата, е затворена од 11 март по одлука на владата со цел да се спречи ширењето на коронавирусот. Ние предложивме управниот одбор да донесе одлука, а на оваа седница ќе расправаме и се надевам ќе биде усвоена одлуката за потполно ослободување од плаќање на надоместокот на родителите чии деца не ги користеа услугите на градинката од периодот на затварањето на градинката се до периодот до нејзино потполно ставање во функција. Сметам дека ова ќе придонесе и за материјалните можности на нашите граѓани, а исто така дека тоа е правична одлука со оглед на тоа дека не по вина на родителите или по сопствен избор нашите дечиња не можеа да ги користат услугите во детската градинка. Покрај иницијативата за градинката на седницата во вторник ќе се расправа и за помош на јавните предпријатија, пазаришта и Куманово паркинг, кои имаат претрпено штета во изминатиот период поради кризата со коронавирусот. Планираме понатаму, најавувам, ние како Совет на општина Куманово да покренеме иницијатива и како да им помогнеме на вработените, особено во јавното предпријатие Пазаришта, кое беше затворено со препораката на владата на Република Северна Македонија за потполно затварање или ограничено работење на пазарите во Републикава и со оглед на штетите кои тие ги претрпеа и неможноста да остваруваат редовни приходи, ќе се бараат напори, ќе се изнедат начини како да се помогне и ние како Совет на општина Куманово и во рамките на локалната самоуправа, а можеби и од други можности. Мургашанска потсети дека на седниците претходно беше донесена одлука за намалување на комуналната такса, популарно наречена фирмарина, која досега се движеше од 2 до 6.000, а сега е од 2 до 4.000 денари. Но и за ослободувањето на угостителите и останатите стопански субјекти од комуналниот надоместок такса до крајот на годината, кој го плаќаа за користење на простор на јавно уредени површини пред своите деловни објекти. Во текот на изминатото деноноќие, по однос на забраната за движење, евидентирано е дека на ниво на целата држава 46 лица не ја почитувале уредбата, при што приведени се 41 лице, а за останатите се земени податоци и ќе следуваат соодветни мерки. Исто така, по однос на мерката за неносење лична заштита на лице, регистрирани се 113 прекршоци. За последните 24 часа на територијата на државата на 85 лица им се издадени решенија за изолација, а 18 лица потпишале изјави за самоизолација. Општинската организација на СДСМ во Куманово денеска одржа пресконференција на која беше потенцирано дека владата предводена од СДСМ вложува во здравствениот систем и успешно се справува со корона кризата. Повеќе од прилогот што следува. Вложувањата кои владата предводена од СДСМ ги направи во здравството овозможија успешно да се справуваме со најголемата здравствена криза. Наш приоритет уште од самиот почеток е подобрување и унапредување на јавното здравство, подобри услови за пациентите и подобри услови за здравствените работници, рече на денешната пресконференција портпаролот на Општинската организација на СДСМ во Куманово Катерина Пешиќ-Бошковска.
Ги зајакнавме професионалните капацитети на здравствените работници и овозможивме услови за нивна работа дома. Можност за нивната кариера и иднина да ја градат во нашето јавно здравство. Вработените во здравството, кои се во првите борбени редови во битката со COVID-19, ќе добијат награда од 20% од основната плата за 2 месеци. Наградени ќе бидат сите здравствени работници и персонал, вклучени во работа со пациентите заболени од коронавирусот. Никој нема да биде изоставен, сите се земени во предвид. Владата инвестираше многу во човечкиот капитал во здравството. За период од 2 години даде повеќе од 5000 согласности за вработување во јавноздравствените установи, ги зголеми платите на здравствените работници, даде повеќе од 1000 согласности за специјализации и субспецијализации. За околу година и пол 4 пати е зголемена платата во здравството. Зголемени се коефициентите за исплата на дежурствата на здравствените работници. За 15% е зголемен капитациониот бод на матичните лекари од општа пракса, гинекологија и стоматологија. И за прв пат оваа влада ги плати приватните специјализанти за својот труд во висина од просечната плата на општ лекар, потенцираше Пешиќ Бошковска. За 2 години воведовме 5 нови лекови за ретки болести, а за пациентите со диабетес 3 нови типа висококвалитетен и сертифициран инсулин. Иновативна биолошка терапија за пациентите со малигни заболувања, 8 нови дигитални мамографи, воведовме задолжително двојно читање на мамографските снимки, бесплатни ортопедски градници и психолошка поддршка за пациентите со рак на дојка. 2 нови вакцини за заштита од пневмокок и ротавирус, кои се чести во детската возраст. Инвестиравме во реконструкции и обнови на одели, нова современа медицинска опрема, возила на итната медицинска помош. Портпаролот на Општинската организација на СДСМ честитајќи им го предстојниот празник на припадниците на муслиманската вероисповед со порака да се почитуваат мерките и препораките на надлежните. 21 кумановец вчера бил приведен откако полицијата кај него пронашла бела прашкаста материја. Имено во 14 часот и 45 минути во Куманово, полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода МТ 21 година, затоа што при преглед кај него била пронајдена бела прашкаста материја, информираат од Министерството за внатрешни работи. Лицето било приведено во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Во продолжение вестите од Македонија. Премиерот Оливер Спасовски денеска разговараше со хрватската амбасадорка во земјава Ниве Стигањ, а на средбата тој истакнал дека избори треба да се одржат во првиот можен рок, односно дека изборните рокови продолжуваат во моментот кога ќе престане вонредната состојба. Сите прашања од особено значење за Северна Македонија, за кои Хрватска во овој период даде поттик и поддршка да се решат во најдобар интерес на земјата, треба да се заокружат во услови на функционални институции формирани врз основа на волјата на граѓаните, нагласил премиерот. Спасовски ја оцени како исклучително важна иницијативата на Хрватска да се забрза подпишувањето на договорот за членство на Северна Македонија во Фронтекс, со што значително ќе се зајакнат безбедносните капацитети на границата. Министерот за внатрешни работи Наке Чулев во знак на благодарност поради тоа што економијата и транспортот продолжија да функционираат без поголеми отстапувања и за време на пандемијата, денеска го посети граничниот премин Богородица, каде што се сретна со раководството и разговараше со полициските службеници. Изминатиот период овие професионалци неуморно и посветено работеа за камионскиот транспорт да не запре, да не се затворат маркетите и граѓаните да ги имаат сите потребни продукти за нормално функционирање на животот. Со својот труд, ангажман и посветеност тука и на сите други премини, униформираната полиција го даде својот придонес пандемијата да нема влијание врз реалниот живот, нагласува министерот. Тој упати благодарност за ангажманот и посветеноста за сите вработени во МВР, но и за професионалните возачи за исклучителниот ангажман во надминување на кризата. Граѓаните чии сметки за електрична енергија не соодветствуваат со реалната потрошувачка и истите не се коригирани од ЕВН, може да поднесат представка до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, која има надлежност да постапува во овие случаи, информираат од Регулаторната комисија. Граѓаните можат самостојно да извршат отчитување на броилото на електрична енергија и состојбата да ја пријават соодветно преку интернет платформата на ЕВН. Доколку добиената сметка отстапува од реалната состојба што ја прикажува
броилото, компанијата е должна да изврши корекција на месечната сметка за потрошена електрична енергија. Во случај да не бидат коригирани податоците и сметката ако одстапува од реалната потрошувачка на електрична енергија во висока и ниска тарифа, потрошувачите може да се обратат до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, која ќе посредува со цел да добијат сметка во која ќе биде фактурирана потрошената електрична енергија, изјави Марко Бислимовски, председател на Регулаторната комисија. Од комисијата посочува дека поради вонредната состојба, а почитувајќи ги препораките на Министерството за здравство и владата на Република Северна Македонија за заштита од ширење на коронавирусот, дел од компаниите врз кои што имаат надлежност ги дигитализирале услугите со цел да се заштити здравјето на граѓаните и да се намали физичкиот контакт. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 22 степени, а минималната беше 8 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево. Дневната температура ќе достигне 22 степени, а утринската ќе биде до 6 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.